Денеска ќе се обидам да направам средство за дезинфекција на рацете. За таа цел ми треба алкохол 2/3 од овој сад. Ево вака, алкохол добро да и поконцентриран. Во тој случај се разредува со дестилирана вода. Јас ќе додадам малку, бидејќи овој алкохол е отприлика околу 55%. Потоа, освен алкохолот, за овој експеримент нам ни е потребен хидроген, потребен ни е глицерин, потребна ни е арома, во овој случај јас имав арома од ванила. Сега во овој сад, каде што се наоѓа алкохолот, ќе се обидам да го додавам хидрогенот. Овој хидроген, што сега во моментот го имаме, е рем хидроген и ќе направи некоја реакција, бидејќи алкохолот беше обоен. Но тоа не е толку проблематично, бидејќи улогата на хидрогенот во средството е многу важна, затоа што тој е всушност кој што ги уништува микроорганизмите, а алкохолот представува само средина во која што се развиваат, се соединуваат овие сите субстанции. Како што ви спомнав и на почетокот, овдека ќе додадам од аромата, сепак тоа средството да биде, да може да има пријатна миризба, затоа што кога ќе го додадам сега глицеринот, еве го глицеринот, треба да додадам околу, овдека имам еден шприц во кој што е собрана околу 5 мл смеса, значи околу 15 мл ни е потребно глицерин. Глицеринот го додавам. Како го додавам? Фактички тој прави реакција внатре. Забележувате како да потпукнува. Ајде сега правим бурно мешање, за да може повторно да се соедини смесото. Сега ќе земам, уште 2 пати треба толку. Значи земам уште една количина, само што при намесувањето морам да внимавам, бидејќи може да ми излезе да испрска од салот. Така, сега земам третата количина на глицеринот. Глицеринот е потребен за да ја даде нежност на кожата, бидејќи, например, алкохолот ја суши, хидрогенот ја дезинфецира и така и сушена може кожата да пука. Затоа во средството се додава и глицерин, кој што ќе ги подобри незините својства. Се извинам, ова беше капачето. Сега, откако ова убаво ќе го измешаме, сега ќе се обидам да го префрлам во садот во кој што ќе ни биде потребен за да можеме да се го користиме за дезинфекција на нашите раце. Овде малце нешто ми се затвора. Така. И како што забележуваме, рече се да сме готови со експериментот. Потоа ова, добро, уште неколку пати го протресуваме и потоа можеме да преминеме на нашите дланки. На овој начин рацете се стерилизирани.